Добре дојдовте на ново Едуино видео упатство. Јас сум Марија Петреска. Во наредните неколку минути ќе имате можност да проследите уште едно од серијата на видеа креирани да го поддржат процесот на онлайн настава. Се надевам ќе имаме можност да научиме нешто ново и да го продлабочиме вашето знаење. Во ова видео ќе се запознаеме со Jamboard таблата на Google, која како што гледате е поставена во мојот тим, кој што е наречен Моје одделение, и во каналот презентации имам посебен таб во кој што ја имам поставено Jamboard таблата. Што е Jamboard таблата? Таа е онлайн бела табла која што со која што учениците може да пишуваат, може да вметнуваат стикери по кои што ќе вметнат текст и поддржува кирилица. Може да вметнуваат фотографии и форми кои што може да ги обојуваат и да им ја менуваат бојата на обрачот кој што го има формата. Може да вметнат текст, како што кажав, поддржува кирилица. Она што е интересно за Jamboard го нема на другите онлайн табли е тоа што има еден ласер со кој што може да покажувате доколку имате некоја готова презентација, може да им посочувате на учениците каде да гледаат. Интересната работа понатаму за Jamboard е што може да поставите позадини и тоа ја разликува Jamboard од останатите табли. Делот дека може да поставите позадина и може да поставите своја позадина. Тие се двата елементи кои што ја прават поинаква и посебна. Елементот со ласер и елементот со додавање на позадина и при тоа креирање на темплети кои што одново и одново ќе ги употребите на час. На оваа Jamboard табла, како што гледате, јас имам искреирано 20 на темплети за различни активности и ја имам поставено во Microsoft Teams бидејќи истите темплети и истите табли ќе ги употребувам одново и одново секој час за да направам интерактивен час со моите ученици. Во првиот дел од темплейтите, првиот дел на темплейтите кои што ќе ви ги покажам, се темплети креирани за почеток на часот. На секој час, кога ќе влеземе, првото прашање е како се чувствувате денес. Учениците едноставно земаат таков sticky note, со десен клик можат да вметнат емоджи, да изберат емоджи кое што ќе го вметнат и зачувуваат и веќе знам какво е општото чувство во моето одделение и дали треба да продолжам со часот или можеби треба да поразговараме малку за тоа како се чувствуваат тој ден учениците. Откако ќе завршиме со како сме денес, продолжуваме со листата за домашна задача и учениците во овој дел ќе може да вметнат текст во кој што ќе напишат што е она што сме имале за домашно, но исто така, со помош на формите, ќе изберат форма со која што ќе ми покажат кој дел од домашната задача им бил предизвик за нив и може да поразговараме што биле предизвиците и како може да ги надминеме тие, доколку го направам тоа со вклучување на учениците, ќе нема доволно време, а на овој начин сите истовремено соработуваат на оваа табла и сите истовремено ќе додадат форма, стрелка со која што ќе ми покажат ова беше она со кое што најдовме тешкоти при решавање на задачите. Откако ќе завршиме со домашната задача,
споделувам кој е насловот на лекцијата и од учениците се бара да споделат кои се моите лични цели за оваа тема, што јас лично сакам да научам за оваа тема и на тој начин може да видите фидбек од учениците што очекуваат да се научи на темата која што е зададена за тој ден. Во следниот дел има неколку темплети за формативно оценување. Оценување пред учење, односно оценување пред да започне процесот на учење. Првата идеја се entry tickets, односно билет за влез. Што значи билет за влез? Значи, тоа е една активност каде што учениците споделуваат одговараат на прашање на наставникот на темата за која што се говори тој ден. Значи, поставувате прашање и учениците споделуваат претходни знаења на таа тема и на тој начин ги проверувате претходните знаења, но и тоа е начин учениците да се фокусираат на темата на денот. Слична таква активност е направете предвидување, во која што и го споделувате насловот на темата и учениците треба да предвидат што се ќе учите тој ден. Следуваат активности за време на часот, значи ова е темплейт кој што ќе се искористи за време на часот во делот на to do, односно да се направи, да се стори, ќе биде листа на активности кои што треба да ги завршат учениците. Учениците потоа земаат едно sticky notes, си ја запишуваат, да речеме, таа активност и ја носат во делот на правам. Јас веќе го правам тоа и кога ќе завршат, истото sticky note го ставаат во делот на веќе завршив и на тој начин јас следам до каде се учениците. За и против, доколку се појави некоја дискусија, имаме готов темплейт, каде што учениците треба да напишат кои се позитивните страни и кои се негативните страни на темата на таа дискусија. Временска рамка. Временската рамка се користи за учениците да објаснат што е она што го правиме на почеток на часот, на средина на часот, на крајот на часот. Имам две такви временски рамки, темплети за временски рамки. И стигнавме до делот формативно оценување на крајот од часот. Exit tickets, како што имавме entry ticket, сега имаме exit ticket, односно билет за излегување. Билетот за излегување е едно прашање кое што наставникот го прашува, учениците треба да одговорат на тоа прашање и за да може да си излезат од часот. Значи, како ќе одговорат, едноставно ќе изберат sticky note и ќе го вметнат својот одговор тука. Има темплейт за квиз. Како се работи овој квиз? Поставувате прашање и ги задавате одговорите А, Б, С, Д или А, Б, В, Г. Учениците избираат форма и ја вметнуваат таа форма во делот каде што мислат дека е точниот одговор. Откако ќе завршиме со првото прашање, едноставно ја чистиме таблата, clear frame и може да продолжиме со другото прашање. Сумирај она што се работеше на час во неколку реченици, раскажи што работевме денес, уште еден начин за формативно оценување. Редослед на настаните, што се случуваше на почеток на часот, што беше следно и што беше за крај. Значи, сите овие темплети се темплети за формативно оценување на крајот часот. Временска рамка повторно, каде што учениците на временска рамка ги поставуваат елементите како се движел часот. И за крај имаме листа со домашна задача, значи како едно подсетување имаме табла
на која што ќе се залепат сите задачи кои што треба да ги завршат за тој ден. Секако, откако ќе заврши тој час и ќе се заврши со таа домашна задача, едноставно се брише таблата и истиот темплейт се искористува одново и одново. Социјално-емоционално учење, првиот темплейт е како јас најдобро учам и учениците тука споделуваат дали се визуелни учачи, дали аудитивни, значи раскажуваат како тие најдобро учат за вие да имате повратна информација какви материјали да подготвите. Positive self-talk, односно да зборувам со себе и за себе позитивно. И тука учениците споделуваат реченици како треба да зборуваат со себе. Јас вредам, јас сум добар, јас знам и така натаму. Нешта кои што ми ја исполнуваат чашата во животот и нешта кои што ме исцедуваат. И тука учениците споделуваат неколку работи кои што ги прават исполнети и неколку работи кои што не им се допаѓаат и им ја исцедуваат енергијата. И на крај стрес левел, ниво на стрес, каде што исто учениците ќе земат некоја форма и ќе може да ја постават на тоа ниво на стрес каде што се чувствуваат дека е се на тој ден. Сега да научиме како се креираат темплејти и како се вметнува Jamboard во Microsoft Teams. Jamboard е табла на Google, значи во делот на апликации кои што ги нуди Google, ќе може лесно да ја пронајдете Jamboard и откако ќе ја отворите, веќе ќе може да креирате своја табла. Ова се моите табли кои што сум ги искреирала. Креирате табла со плусчето, портокаловото плусче кое што вели нова табла. Избирам нова табла и веднаш ми се креира една табла. Можам да изберам од позадините кои што ги има и можам да креирам своја позадина. На почеток избираме некоја позадина и она што сакам да ви покажам е начинот на кој што се соработува во Jamboard. Во моментот, во исто време, сум вклучена и на мојата Jamboard табла која што ја имам на таблет и ја отворам истата табла на таблет како што и истата страница, бидејќи гледате дека во горниот дел може да додавате страници. Ја отворам истата табла и истата страница и она што ќе сторам сега е ќе пишувам на таблата која што ја имам отворено на мојот таблет и вие ќе може да видите како би изгледала кога повеќе ученици соработуваат на една табла. Избирам пенкало и избирам боја. И како што гледате, она што го пишувам, се пишува на таблата, исто времено гледате дека има мала сликичка која што ви кажува кој е учесникот, бидејќи и на двете апликации сум пријавена со истиот акаунт, излегува истата иконка која што ја имам во делот на Jamboard која што е споделена со вас. Меѓутоа, кога во овој дел би работеле ученици и би биле пријавени со Google сметка, ќе може да ги видите нивните слики, значи сликата која што ја имаат поставено на нивната Google сметка, и ќе може да го прочитате името на оној што соработува и како што гледате, значи она што го правам во моментот може и вие да го видите на таблата и на тој начин всушност се соработува на час. Сите ученици ќе може да работат истовремено,
а вие ќе може да ги гледате нивните имиња и ќе може да гледате кој што менува на таблата. Кога зборуваме за вметнување на позадини и креирање на темплејти, за нас е секогаш тешко да се искреира еден добар темплејт, бидејќи сепак не сме графички дизајнери, меѓутоа постојат начини како да најдете и да прилагодите некои темплејти, а тоа е страницата Slides Go, каде што има готови слайдови, готови презентации кои што може да ги симнете. И тие презентации имаат доста добри елементи кои што може да се искористат и имаат доста добри слайдови кои што може да ги претворите во темплејт, значи може да земете еден ваков слајд едноставно, да го избришете текстот и да креирате темплејт. И сега чекор по чекор ќе видиме како се креира темплејтот една ваква презентација. На почеток она што треба е да си ја симнете презентацијата во PowerPoint, затоа што ќе користиме PowerPoint како простор за креирање. Во моментот во PowerPoint имам отворено неколку презентации кои што се симнати од Slides Go. И како што гледате, оваа презентација изобилува со елементи кои што може да ги комбинирате и да ги вметнете на нов слајд. Да речеме, тоа е оваа сликичка доколку креирам нов празен слајд, може едноставно да ја копирам, да ја вметнам и на тој начин да со елементите кои што ми се допаѓаат од оваа презентација да направам некој темплејт кој што ќе го искористам. Дури како што гледате, значи може да ги поместувам и да ги издвојувам работите кои што ги има на овој елемент кој што го избрав. Дури сите елементи, како што гледате, сите елементи може да се извадат, значи посебно очилата, посебно ликот и така натаму. Значи тоа е најдоброто нешто кое што Slides Go го нуди. Избирам во оваа презентација, да речеме, има вакви елементи кои што на кои што во Shape формат може да им ја менувате бојата. Значи може да се сосема друга поинаква боја и може повторно со copy-paste да ги вметнете во некоја си друга презентација, но како што забележувате овој темплејт има некоја си позадина која што личи на тетрадка и она што може да сторам е едноставно да ја вметнам таа позадина. Во New Slide избирам позадина и ја избирам таа позадина и од овие елементи кои што ги има на презентацијата може да изберам било кој да ги вметнам и на тој начин да искреирам некој темплејт кој што ќе ми е потребен и кој што ќе го вметнам во Jamboard. Она што е многу битно е во делот на дизајн и во делот на slide size да ја изберете оваа големина widescreen, бидејќи таа големина одговара на големината на слайдовите во Jamboard кои што ќе ги вметнете. Сега, да речеме, ова е една презентација, можеби за помалите ученици, меѓутоа во таа презентација има многу интересни елементи, личи на некоја тетрадка и со таа презентација многу лесно може да искреираме темплејт. Да речеме, ќе го земам првиот овој темплејт, делот со summer break, односно летен одмор ќе го избришам и ова ќе изгледа дека е како некој стикер. Ги бришам текстовите кои што не ми се потребни и она што останува е овој дел и во овој дел ќе вметнам билет за надвор, односно онаа активност која претходно ви ја опишав, exit ticket, односно за да може да излезете од час, треба да одговорите на едно прашање за темата за часот
Многу е тешко да се најдат фонтови кои што одговараат на кирилично писмо, меѓутоа има и може а, да се вметнат и доколку си ги симнете и најдете онлайн такви, и си ги симнете, ќе може да направите некоја си презентација која што изгледа далеку подобро отколку кога би била само со некој си едноставен фонт. Билет за надвор, дополнително што може да сторам е текстот, да ја променам бојата на текстот и да одговара на некоја од боите на слайдот. Како ќе го сторам тоа? Во делот на промена на боја на текстот има едно што се вика eyedropper. Ако го земам тоа, може да изберам било која боја која што ја има на овој слайд и со таа боја да го променам текстот. Еве, избрав. И сега за крај сакам да креирам еден анимиран елемент. Затоа ќе го земам овој, да речеме лик, го избирам тој лик, отворам еден празен слайд, ќе го вметнам ликот што го зедов и ќе го зголемам за да може да го експортирам како фотографија. Кога ќе го изберам тој лик со десен клик, има нешто што се вика зачувај како фотографија, го зачувувам како фотографии, ќе го зачувам во мои фотографии, фотографија 1 и го зачувувам. И сега тој лик ќе го направам да биде анимиран. Како ќе го сторам тоа? Значи за тоа користам една многу позната страница која се вика Giphy за креирање гифчиња. Позната затоа што гифчињата ги има на сите социјални мрежи, меѓутоа во делот на Giphy има нешто што се вика креирај, односно направи свој гиф и во делот на стикери може да си искреирате свој стикер од некоја си ваша фотографија. Го земам ликот кој што го извадив од PowerPoint презентацијата, продолжувам со анимирање и како што гледате во овој дел може да изберам како тој лик да биде анимиран, зумирање, да се поместува, да се појавува и исчезнува и да потскокнува. Го избирам ова со потскокнувањето, продолжувам да го вметнувам, меѓутоа нема потреба да го вметнам, да го аплодирам на Giphy, едноставно ќе го симнам и на тој начин ќе го вметнам во Jamboard. Додека ми се симнува, јас се враќам на овој слайд кој што го искреирав и потребно е овој слайд да го зачувам како фотографија, за да може да го вметнам во Jamboard. Одам во делот на файл, па Save As, ќе го зачувам на мојот десктоп. И во делот каде што пишува PowerPoint имате една стрелка надолу, ако ја отворите таа стрелка ќе видите дека може да си ја зачувате презентацијата како слики. Ја зачувувам и она што ќе ме праша е дали сакам да ги зачувам сите слайдови или само овој слайд. Избирам само овој слайд и веќе слайдот ми е зачуван на мојот десктоп. Сега, она што треба да направам е да одам до Jamboard и избирам нова страница, додавам нова страница и во таа нова страница треба да го вметнам темплейтот кој го креирав, Set Background, значи постави позадина и треба да ја пронајдам сликата некаде на мојот десктоп. Сликата која што ја креирав и ја зачував сега на мојот десктоп има многу работи, меѓутоа ја најдов и веднаш ќе видите дека поставив позадина. Ако да речеме пишувам врз таа позадина,
кога ќе ја избришам рамката, ќе се избришат само елементите кои што се дополнително додадени, но не и елементите кои што ги додадов како позадина. Она што следно сакам да додадам е да го додадам тој анимиран дел, значи во Jamboard може да додадете и GIF. Во делот на фотографија, значи избирам во делот на фотографија, ми се симна мојот анимиран лик од GIF во Downloads, го вметнувам и како што гледате тој е анимиран, може да го зголемам и сега покрај позадина имам и еден анимиран лик. И за крај да ја вметнеме нашата табла која што ја креиравме во Teams и зошто би го сториле тоа. Многу едноставно може да се сподели таблата со Share, едноставно да го соберете линкот и во делот каде што го има линкот, мора да изберете дека кој и да го има овој линк, може да менува на таблата. Значи не само да ја прегледува, не само да види што има на таблата, туку и да менува, бидејќи сакаме нели учениците да соработуваат. И тоа е линкот кој што ни е потребен. Овој линк многу едноставно може да им го испратиме на учениците, меѓутоа, доколку ја користиме истата табла одново и одново, нели креиравме темплейт кој што ќе го користиме одново и одново, добра идеја е учениците некаде во Teams да ја имаат оваа табла, за да не мора да го пребаруваат тој линк или да не мора вие повторно и повторно да го споделувате тој линк. Одам во мојот креиран тим кој што е наречен Моје одделение. Имам неколку канали, да речеме во каналот за оценување, во делот за оценување, во тој дел ќе ја вметнам оваа Jamboard табла која што ја креиравме и која што ќе ја користиме секој час за формативно оценување. На крајот часот оценуваме учениците што колку разбрале од она што било презентирано на часот. Значи во делот на оценување ја вметнувам таа табла. Jamboard не е интегрирана апликација со Teams, меѓутоа може да ја вметнам како веб страна. Избирам веб страна. Тука ќе го напишам името Jamboard. Не мора да се вика Jamboard, може да се вика табла и го вметнувам линкот кој што го копирав. И како што гледате, веднаш ми се отвори таблата која што ја имам искреирано и без да го напуштат Teams, учениците едноставно може да пишуваат врз оваа табла, може да вметнуваат sticky notes, може да вметнат форми, текст и кога ќе заврши часот, она што јас ќе го сторам е ќе ја симнам таа табла како PDF, значи сето ова што е направено на таблата го симнувам како PDF и ќе ја избришам за одново да се користи во новиот дел. Како што гледате, кога ќе ја избришам, бидејќи овој елемент е додаден елемент, се брише и тој елемент. Да прегледаме како изгледа како PDF, значи тука ги има сите елементи кои што сме ги вметнале, значи sticky note, формата и напишаното, текстот и нацртаниот дел.